Студентите незадоволни од договореното помеѓу нивните представници и власта. На средбата се разговарало само за едно, а не за сите барања, вели студентот Михаил Пековски. Се разговарало само за мерката субвенциониран студентски оброк, а не и за останатите наши барања. При тоа ме интересира што всушност договорија таму нашите представници, бидејќи во спорниот закон кој што беше за нас се предвидуваше зголемување на износот на 140 денари дневно, но сега до март месец договорија ист износ од 120 денари дневно. И на овој начин сметаме дека само се купи дополнително време од 6 месеци. Помеѓу барањата за кои не се дискутирало е и подобрување на условите во студентските домови, како и земање на студентите од владините мерки за штедење на електрична енергија. Апелираат да се прифати законот кој е веќе во собрание. Вчера на протестот излеовме со конкретни барања кои што се директно поставени од студентите, а тоа е исплата на субвенциониран студентски оброк за секој студент и изголемување на износот на 160 денари, зашто всушност има и предлог закон во собраниска процедура, доставен на 2 ноември. Апелираме да се прифати истиот независно од која политичка партија е предложен. Од власта посочија дека се грижат за повисок стандард на студентите и се залагаат македонските студенти да добијат услови како и нивните врсници во државите од Европската унија. Критики за договореното со власта стигна и од претседателот на Унијата на млади сили Сергеј Попов, кој истакна дека воопшто ништо не се договориле, односно како што вели тој се договорија дека ќе се договорат, а не одределе нова сума за оброкот бидејќи 120 денари лани и 120 денари сега не е исто поради големата инфлација. Од социјалдемократската младина пак уверуваат дека власта го слуша гласот на младите и прави се за подобрување на студентскиот стандард. Поддршка за студентите стигна и од независниот академски синдикат. Оттаму велат дека во намерите на владата да заштеди пари не смее да се посегне по стандардот на студентите. Имајќи предвид дека инфлацијата во земјата ја изади онака ниската куповна моќ на граѓаните, кратењето на субвенционираниот студентски оброк не е и не може да биде мерка за зачувување на студентскиот стандард. Инаку дел од студентите се договорија со власта до 15 март идната година да се изнедат решенија за студентските предизвици. Средбата следеше по студентските протести спротивставени на предлогот на власта да штеди од буџетските средства наменети за мерката студентски оброк. Голем дел се незадоволни од исходот на договореното, пак ќе протестираат повторно на 17 ноември меѓународниот ден на студентите. Оттаму апелираат на масовност, а ги повикаа на протест да излезат и средношколците, како и идни студенти.